Кокино, едно од најмистичните и најстарите места во Македонија, а можеби и на Балканот, се работи за рид на кој што има неверојатни карпести формации, каде што има камења обработени насекаде, камења кои што личат на сводови, на процепи, на маркери и не знам на што уште не. Официјалната наука ни кажува дека ова е најстара обзерваторија, односно дека тука луѓето доаѓале за да набљудуваат. Меѓутоа, вистината е сосема поинаква. Во ова видео ви раскажувам за вистинската намена на кокино, односно за тоа за што го користеле нашите древни кралеви и нашите древни предци. Кокино било место каде што се зимало силата од природата, од сонцето и од елементите. Изгледајте го видеото и видете за што станува збор. Ве носам на мала прошетка на кокино и ви раскажувам тајната која што се крие од сите нас. Се наоѓам на Кокино, официјално едно од најстарите обзерватории во светот, меѓутоа јас мислам дека ова место не било за набљудување, ова место било за примање на светлината и ова место го користеле античките кралеви за во одреден дел од годината да добијат одреден сончев зрак кој што ќе им даде мудрост, ќе ги просветли и ќе им помогне во нивното владење, затоа што во минатото за да владееш, било потребно да бидеш мудар и да бидеш поврзан со сонцето, односно во себе да имаш таа искра светлина, а таа искра светлина се добивала токму на ова место преку овие процепи, па така кралевите при одредена церемонија во минатото седнувале на овој трон и на други одредени места тука и го примале тој сончев зрак директно на средина на челото или тоа така наречено трето око, или денеска тоа се нарекува sun gazing. Сега луѓето го прават истото тоа, меѓутоа го прават на долг период и се нарекува sun gazing или гледање во сонцето,
кој што наводно има бенефит да ви го подобри здравјето. Меѓутоа, во минатото, луѓето имале секако повеќе знаење за нашето тело и за природата што не обкружува, па така тие на ова место ја примале сончевата светлина, односно тој специјален сончев зрак кој што се појавува само при менување на годишните времења, односно во есен, во лето и во зима. Они го знаеле тоа, се сместувале на одредена позиција и го добивале сончевиот зрак. Така да ова место е многу интересно место и представува едно многу старо светилиште. И сега седам на овие така наречени тронови, кои што секако се огромни, и мислам дека тука би можеле да седат огромни луѓе, што е уште една интересна работа за ова место. Кој го правел ова место не се знае точно. Се кажува дека е од 12 век пред нашата ера, меѓутоа се користело од секогаш и е дел од нашата заборавена традиција на поврзување со сонцето или поврзување со природата. Ајде сега да одиме малку да се прошетаме низ местото, да уживаме во овие убавини. Иначе овие камења сите изгледаат како да се стопени, како да се обработени, и на многу овакви стари места ги наоѓам овие камења и мислам дека во минатото имале можност да ги топат камењата. Како го правеле тоа не знам, меѓутоа ова место ми личи мене на стопени камења. А покрај другите работи, мислам дека ова цело место е направено за да служи на таа една единствена цел, односно примање на сончевиот зрак директно во третото око, односно просветлување, сангейзинг или поврзување со сонцето. Местово е многу тешко за снимање, дува ветер, уредите имаат проблеми. Мислам дека тоа е сето поради преголемата енергија која што има ова место. Ова е сепак енергетско место. Меѓутоа, кој што видовте, е преубаво. Секој со задоволство доаѓам тука, се полнам со енергија и продолжувам понатаму. Вас на сите ви благодарам што го изгледавте уште и ова видео. Да ве потсетам за крај да се претплатите, да станете членови, да го поддржите Сонцогор. Толку од ова видео, се гледаме во некој мое наредно видео.